Надградбите, доградбите и нелегалните градби би биле сериозна опасност во случај на силен земјотрес. Според сеизмолозите, новите градби се изградени безбедно, но треба да се најде решение за дивоградбите за кои нема сознанија. Од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија сметаат дека потребно е да се вложи во индустрија, технологија и знаење за да имаме сеизмички изолирани згради. Дека се гради добро, новите градби апсолутно поминуваат низ ригорозни контроли, дека може подобро, може, меѓутоа кога ме прашувате вакво прашање, мора да имаме предвид дека не се само новите градби. Имаме постојни градби, ја често споменувам, имаме надградби, доградби кои што представуваат проблем при вакви земјотреси, а исто така имаме и, мораме да признаеме, нелегални објекти кои што немаме никакво сознание за нив, немаме документација. Не се само средствата, пред се ќе кажам, тоа не се прави преку ноќ, треба развој, треба истражувања, па дури тогаш да имаме примена и покрај примената, потоа треба да имаме одржување на тие сеизмички изолатори, да ги кажем. Годинава се навршуваат 60 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје, што е добар момент не само за потсетување на трагедијата, туку и за подготовка на идни трагедии, особено после оваа турската. Токму тоа е темата на работилницата посветена на размена на искуства во организација на Јапонско здружение за сеизмичка изолација и Македонскиот институт. Годинава се одбележуваат 60 години од земјотресот во Скопје. Ова е добро време не само да се потсетиме на таа трагедија, туку и да се подготвиме за идни трагедии, да се запознаеме со нови технологии, да превенираме трагедии предизвикани од земјотрес во иднина. Според сеизмолозите, градбите во нашата земја по 2014 година се посигурни, бидејќи се градат според нови законски одредби кои бараат придржување кон построги правила за градба и кои се контролирани за отпорност при потреси.